Кога сме веќе на темата општество, со мене во студиово добро утро е Џабир Дерала, нашиот повремен гостин секогаш кога се политички анализи врзани за избори во прашање и така натаму. Џабир, добро утро. Добро утро, Саша. Џабир се разбира председател на Цивила. Цивила е една од организациите, а можда веќе единствена, која се занимава со мониторинг на избори. Како се подготвувате, Џабир? Вчера почна изборните кампањи. Не е претерано да кажам дека ние сме секогаш подготвени за избори, но тоа не значи дека ние сме не знам што колку добри, туку затоа што во земјава има речиси секоја година избори. Изборен процес. Едноставно кога ќе заврши едниот изборен процес, ние веќе се спремаме за наредниот кој може да биде и предвремен или нешто друго. Мислам дека Заев вчера слушаме Александар утринава во вестите кажува, јас вчера тоа го пропуштив да бидам искрен. Заев најавил на Сител, така да Александар, дека за дневникот на Сител. Така е, дека доколку и резултатите не бидат така како што тие ги посакуваат и ги предвидуваат, гласаат спротивно на политиките на СДСМ, подготвени и да оди на предвремени парламентарни избори. Епа Џабир, фаќите задек. Именно и за тоа и се работи. Впрочем, ние верувавме дека ќе има некаков притисок од опозицијата. Знаеме дека премиерот е секогаш расположен да ја слушне опозицијата. Оди на избори ако треба и два пати. Оди на избори ако треба и два пати. Тоа навистина и други експерти во многу релевантни области зборуваат дека е шок за системот. Ти имаш напишано повеќе пати во твоите анализи дека изборниот процес дури во една нормална демократска држава знае да го закочи, да го стреси, бидејќи впрочем се работи за еден ресет на многу нивоа. Нека е тоа и локални избори или референдум или парламентарни избори. Такво нешто навистина не го препорачуваме никогаш не сме Заев и вети дека ќе се обиде да издржи цел мандат без воредни избори. Ама толку е бераклија за изгледа навистина треба да се согледа ризикот од одржување предвремени избори заради тоа што тоа е скапо, тоа го кочи системот, бизнисот е многу предпазлив во тоа време, пред избори, после избори. Добро, да кажем, ова важи генерално, не е сега кој е на власт, кој е во опозиција, ќе ги видиме резултатите после локалните избори, да, се прави притисок доколку резултатите се на едната или на другата страна, поизразени, меѓутоа, навистина е шок за целиот систем. Ние практично, ја не можем да се сетам во последните да речеме 15 на години, мислам, во последните десетина секако сме речиси секоја година. Сега, ако прочекам низ меморијава, може би 2008 не сме биле на избори, така нешто. 2008 не бевме на избори. Сега нешто веќе така. 2009 веќе бевме. Да. Значи, 2008 година имавме избори. Како беше? Ако не се избори парламентарни, тоа прилично крвави, да те подсетам, тоа е онаа година кога Мендук Тачи предупреди на касапана и навистина имаше касапана, имаше една жртва, имаше тепачки. 2008 година имаше, 2009 немаше. За години. Така, за една година. Инаку што се однесува до тоа, ние како организација треба да почнеме да бараме и од опозицијата да престане со тој притисок. Заради тоа што навистина 2-3 години во политиката, во постоењето на една држава не е многу време, нека се подготват добро и нека излезат со добри програми. Добре, ама на сите им се доаѓа на власт што поскоро Јас го разбирам тоа, ама го шокираат и го кочат системот. И навистина не треба тоа. Еве, добро, премиерот е многу расположен да ја слуша и опозицијата и сето тоа. Постои исто така ризики внатре во парламентот да се направат различни комбинаторики, дали да се окрупни мнозинството кое е нели кревко и мало. Може да се смени мнозинството, така што можат во рамките на институциите да прават различни комбинаторики, нека бидат малку инвентивни во тоа. Се обидувам да го добиеме Дарко Алексов, директорот на Мост, на телефон. Режија, дали го имаме Алексов на телефон? Дарко, добро утро. Добро утро. Одлично. Дарко Алексов, директорот на Мост. Дарко, вие бевте една од водечките организации за мониторинг на избори, но разбирам дека има одредена промена во вашите активности. За да ја не импровизирам, може ли да ни соопштиш што всушност се случува? Ништо не се случува, Саше, се случуваат локални избори.
природа и тип на изборен процес кој што е од локален значај и од локален карактер. Сега не знам колку јавноста, а и вие како новинари не имате следено во сите овие 20 години, меѓутоа кога станува збор за локални избори, нашиот обем и активности значи традиционално се намалени најмногу поради фактот што станува збор за процес кој што е, како што реков, од локален карактер и каде што во локалната заедница претежно и практично се знае. Едно од задачите кои што ги имаме е транспарентноста на процесот. И, значи, ние не го браниме процесот, туку гледаме колку е транспарентен и можеме да кажеме дека по прашање и на квалитетот и на транспарентноста на процесот во Република Северна Македонија од 2017 година, каде што е првата оценка, да речеме, за изборите во 2016 кај Freedom House, од единица која што сме имале во 2016, во 2017 исто е единица за изборите во 2016 и потоа еве во 2020 имаме од 4-2, во 2021 од 4 имаме 3, што значи дека прво изборниот процес се подобрува. Исто ако ги видите и нашите извештаи, ќе видите дека оние нерегуларности кои што ги забележувавме на избирачките места традиционално децениски наназад, веќе ги нема, како што е семеното гласање, како што е неправилно спроведување на процедура на гласање и така натаму и така натаму. Дополнително, тоа можеме да го забележиме и од извештаите на ОПСЕ од ИХР. Значи, една мала дигресија, за да и јавноста, а и еве ти за тоа што изрази интерес и еве благодарни сме за тоа. Мост во целото свое постоење се нафаќал на поприлично предизвикувачки работи, како што е, например, транспарентноста на собранието. Нашето собрание до 2016 година беше предпоследно на регионален план по транспарентност. Значи на регионално ниво. Држави што се на Западен Балкан. Дојдовме пред 2 години веќе на некое второ место на Западен Балкан и нашиот програм со собранието на Република Северна Македонија малку го смени фокусот, а и сега пасивно го мониторираме собранието. Добро, Дарко, тоа значи дека и со овој процес. Само кратко уште една реченица, Саше. Значи, да нема дилеми, ние пасивно го следиме процесот со таа разлика што немаме луѓе на терен, нема да правиме извештаи за овие избори и ќе видиме како ќе се развие целата ситуација во после изборието. Дополнително што стратешки малце го менуваме фокусот со оглед на тоа дека изборите веќе не се проблем каков што беа порано, односно имаат константен тренд на подобрување и квалитетот на изборите и волјата на граѓаните се рефлектира на ливчето. Тоа што сега ќе го прави Мост и веќе го прави во последните 2,5 години е дезинформациите, влијание на други држави кои што имаат авторитарни и тоталитарни режими, хибридни закани во државата што се појавуваат и така натаму. Тоа е сигурно неопходно. Дарко, благодарам за ова инструктивно вклучување утринава. Џабир, изборите се подобруваат и како техника, и како дисциплина, и како почитување на закони. Мислам дека тоа не е спорно, тоа го покажуваат сите извештаи. Сепак има ли потреба и на терен да се излеже, бидејќи Дарко вели дека Мост ќе се занимава со други аспекти на изборниот процес, а како е теренот? Ова што го кажа Дарко веќе го навести во една наша средба претходно и верувам дека тоа како активност со огромни бројки од наблюдувачи кои седнуваат во секое избирачко место, таквата потреба веќе е надмината. Негде околу 3.500-4.000. Околу 3.500 избирачки места, тоа се огромни структури, тоа се повеќе илјади луѓе кои треба да се ангажираат. Сега и во ковид условите тоа е знае да биде и предизвик дополнителен, меѓутоа тоа што кажа Дарко, тоа цивил и исто така
го констатираше веќе одамна, нели во исто време со МОСТ, дека ние конечно имаме слободни избори. Значи, конечно можеме да видиме дека има луѓе кои има општество, има држава во која граѓанките и граѓаните излегуваат на избирачки места и слободно изразуваат својата Најкритична на минатите избори беше Алијансата за албанците, која тврдеше дека во некои места кај што гласале, кај што победиле ДУИ, дека е таму направен наршум со гласањето. Точно, постојат дубиози во секоја земја каде што се спроведуваат избори, па дури и во подобро организирани средини. Навистина имаше обвинување за такво нешто, сепак не дојдовме до конкретни сведоштва и докази за тоа. Ние го објавивме тоа од Алијансата за албанците, стои да откриеме и понатаму, значи тоа е. А не само вие, туку и надлежните органи. И се разбира надлежните органи. Сакам да одговорам само за прашањето дали има потреба да излеземе. Нашата организација секогаш ангажирала толку луѓе колку да бидеме комплементарни на сите останати, пред се МОСТ како најголема, и обично имаме околу 300 наблюдувачи. Тие 300 наблюдувачи не е малку, тие 300 наблюдувачи се мобилни. Значи тие се потребни се уште, бидејќи имаме низа предизвици, имаме и радикални групи кои може да предизвикаат некаков неред, притисок. Предпоставам дека ќе покриете 1000 избирачки места. 300 до 1500 обично. Добро. Џабри, ќе бидеме во теки со она што ќе го кажувате.